360 степени се враќа на програмата на МРТ1 по деновите на жалост поради трагедијата во Кочани. Но независно што завршија деновите на жалост, тагата ќе остане особено во домовите на настраданите. Поради нив, но и за никогаш повеќе да не се повтори ваков или сличен настан, како општество треба да ги најдеме и казниме одговорните, а и да ги отстраниме системските слабости кои се покаже и на овој пример сериозно ги подриле неговите темели. Вечерашното издание на емисијата ќе биде поделено на 3 сегменти. Првиот е посветен на досегашниот тек на истрагата за пожарот во Кочани и дилемите кои се појавија во врска со тоа. За соговорник ја имаме адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска. Во вториот дел со заменик министерот за економија Маријан Ристевски ќе разговараме за издавањето лиценци за дискотеки, ноќни клубови и кабареа и најавените законски измени. Во третиот сегмент гостинка ни е директорката на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, со која ќе разговараме за текот на лекувањето на повредените, капацитетите на македонскиот здравствен систем, а ќе прашаме и дали на земјава и треба специјализиран центар за третирање изгореници. Ве поканувам да останете на МРТ1. Почнуваме со најавените разговори. Во петокот, јавното обвинителство објави дека е отворена истражна постапка за трагедијата во Кочани, со која се опфатени 27 осомничени лица. Кога на оваа бројка ќе се додадат и 7 темина кои се гонат во одвоена истрага, досега бројот на осомничени е 34. Што можеме да заклучиме од она што е досега јавно и официјално соопштено, разговарам со Сузана Јошевска-Анастасовска, адвокатка. Добро дојдовте во 360 степени. Добро најдов. Најнапред дозволете да изразам искрено сочувство на семејствата на загинатите и на сите кои се засегнати од оваа трагедија. Која би била вашата генерална оценка за досегашниот тек на истрагата? Се разбира базирано на она што досега е јавно и официјално соопштено. Генералниот впечаток за истрагата е дека таа се одвива брзо, односно предистражната постапка сега веќе предена во истрага, дека таа се одвива со голема брзина, со добра усогласеност помеѓу соодветните органи, пред се мислам на Министерството на внатрешни работи и обвинителството, а особено ако се имало предвид за нивните меѓусебни несогласувања за кои бевме сведоци минатиот период. Добро е што како граѓани чувствуваме дека тие несогласувања ги имаат ставено на страна и се заедно насочени кон една цел, а тоа е да се добијат што е можно повеќе сознанија во оваа рана фаза, за да може да понатаму работат во истрагата и да се откријат сите кои на било каков начин се директно или индиректно одговорни за оваа несреќа. И од тој аспект формалниот впечаток е дека тече системски добро, одлично, со впрегнување на сите можни сили и верувам дека е така, оно што го добиваме како информација од обвинителството, дека работат многу обвинители, а и останати органи на државната управа кои им помагаат во добивањето на сознанијата. Оно што покрива дилеми е од петокот навака, на кој начин обвинителството се одлучува уште од сега да ги постави контурите на идното обвинение. Ќе зборуваме за тоа сега во продолжение на разговорот, но предлагам претходно, за да влеземе во таква содржинска дебата, да видиме сегмент од излагањето од петокот на државниот обвинител Љупчо Коцевски, кога објави дека е отворена истражна постапка за трагедијата во така нареченото кабаре Пулс. Јас ќе ви препорачам, почитувани гледачи, да обрнете внимание на следните зборови и фрази од изјавата на обвинителот: соизвршители, заеднички, верижни пропусти. Да ја видим. Основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка против 27 физички и 3 правни лица, за кои постои основано сомнение дека како соизвршители сториле тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот законник. Сите осомничени во периодот од 2012 година до 16.3.2025 година заеднички, но секој од аспект на своето својство, надлежности и одговорности, воопшто не постапиле според прописите за мерки за заштита
и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и имот од големи размери. Верижните пропусти и незаконити действија на одговорните и службените лица довеле до тоа да при користење на пиротехничките средства на 16.3.2025 година за време на настапот на музичката група ДНК во кабаре клуб Пулс во Кочани биде предизвикан пожар во кој настапила смрт на 59 лица, меѓу кои 6 деца, а биле повредени уште 197 лица, од кои 25 деца. Ова беше сегмент од пресконференцијата на државниот јавен обвинител од петокот. Јошевска, што треба да разбереме од наводите на државниот обвинител, односно од теоријата на случај дека осомничените како соизвршители сториле тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот законник и дека во периодот од 2012 година до 16.3.2025 година, денот на трагедијата, заеднички, но секој од аспект на своето својство, надлежности и одговорности, воопшто не постапиле според прописите за мерките за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и имотот од големи размери. Соизвршители, сите се гонат за едно исто дело. Што значи тоа? Најнапред само во една реченица, една увертира за јавноста да свати дека обвинителот во петокот и ова вие што го читате е дел од наредба за спроведување на истрага, која во принцип и праксата така покажува, представува едно кроки за идното обвинение. Тоа и така треба да биде, бидејќи обвинителот, обвинителството во наредбата за истрага ги поставува темелите за тоа како ќе ги ја води доказната постапка, односно кои докази ќе ги прибира за да може да стигне до обвинение кое ќе може да биде издржано пред суд. Сакате да кажете дека ова на некој начин ќе биде основата утре на обвинението. Да. Сега затоа е многу важна и затоа е важно во оваа рана постапка и да ја дискутираме. Овие зборови кои ги повторувате, кои се навистина многу значени, значат дека сите 27 лица кои ги спомена, кои се, да речем, поделени во одредени групи согласно пропустите кои обвинителството смета дека ги направиле, не одговараат во рамките само на своите действија, туку сите како соизвршители за едно кривично дело и за една штетна последица, а тоа е трагедијата која што се случи. Тоа значи дека обвинителството се одлучува да прави еден голем предмет, барем во оваа рана фаза од постапката така изгледа, во кој ќе има многу обвинети, што самото по себе покренува многу дилеми, бидејќи и во Македонија и општо историјата покажува дека мега предметите со многу обвинети имаат проблеми во понатамошниот тек од постапката, особено кога ќе влезат во суд, особено од аспект на права на одбраната, особено од аспект на разноразни права кои мора да им се дадат, што ја прават постапката долга, тешка, тромава, со многу рочишта и така натаму. Значи првичната оценка дека воопшто се одлучиле сите да одговараат во едно кривично дело, значи дека се одлучиле за еден голем предмет. Втората оценка е дека дека обвинителството прави некаква поврзаност за пропустите кои ги направиле и лица кои имале мандат кој почнал, завршил и траел и завршил, да ги поврзува со штетна последица која не настапила во временскиот период додека тие ги имале овие должности. Тоа е можеби највпечатливиот, правно највпечатливиот дел од наредбата за истрага во кој што се зборува за верижни пропусти. Така, во периодот од 2012 година до 16 март 2025 година. Ако правилно ја разбирам или ја толкувам терминологијата верижен пропуст, тој може да се доведе во врска доколку едно действие предизвикало друго действие, другото действие предизвикало трето действие и така натаму во една верига стигнало до штетната последица. Но тие мора меѓусебно да бидат поврзани, што значи дека и првиот ќе се поврзе на крајот со последниот и тоа во теоријата на правото се вика каузалитет. За да има кривично дело,
покрај место, начин, време на извршување, кривична одговорност, умисла, небрежност, кој ги објасни обвинителот. Да. Треба да има каузалитет. Сметам дека овдека, за жал, каузалитетот е проблематичен кај одредени... Тргнавте во одговорот на претходното прашање тоа да го објаснувате. Например, сега го избираме како пример. Поранешниот градоначалник, да речеме, Ратко Димитровски. Тој градоначалник во 12 што бил, да речеме. Да, и до 2017 му завршил мандатот. Сега и тој директно се доведува во врска со пожарот на 16 март. Да, тоа е невозможно да речам вака со овие сознанија кои сега ги имаме од обвинителството, може би имаат други сознанија, не знам, но од ова што се пласира, а немаме повеќе детали, некој да одговара за нешто што во рамките на неговиот мандат, кога ги имал тие должности и одговорности, тие да речеме пропусти ги направил, но немало никаква штетна последица од неговите пропусти, да одговара за нешто 10 години подоцна, не може, тешко е докажливо, не може да се поврза. При тоа предпоставувам дека не мислите дека тие не треба да одговараат за друго кривично дело. Така е, значи секој кој што на некаков начин се користи терминологијата, ги замижал пред пропустите или се работи за корупција, тука се спомнуваат и подкупи и така натаму. Секој треба да одговара во рамките на своите действија. Има кривични дела за кои што тие може да одговараат, но за жал во описот на ова кривично дело предизвикување општа опасност поврзано со тешки дела против општата безбедност, бидејќи тие се двете во врска, не може да се поврзат овие пропусти со крајната штетна последица. Сега, за да дадам пример, ако јас возам автомобил од 2012 година кој не го поминувам на регистрација, односно со тоа не го поминувам на технички преглед и тоа е реално неисправен, односно немам потврда дека е исправен. Или имате фалс потврда. Или имам фалс потврда, или некој таму замижувал пред техничкиот преглед на разните пропусти што ги има во мојот автомобил. И јас го возам од 12 до 24. Но додека го возам, имам среќа, не предизвикувам штетна последица, не прегазувам, не повредувам никого. А после го преземам јас. А после го преземате вие во 24-та и на вас ви откажуваат кочинците, вие прегазувате пешак, што е директно поврзано со сите пропусти кои што јас не можам за вашата жртва да одговарам. Ниту пак тие кои што мене ме пропуштиле, бидејќи тој автомобил секоја година се регистрира, секоја година оди на технички преглед. Тие што мене ме пропуштиле може да одговараат бидејќи несовесно работеле во службата и за тоа има соодветно кривично дело. За жал, обвинителството дали во желба да одговори на овие потреби на јавноста дека овдека треба да бидат запретени високи казни, бидејќи трагедијата е навистина голема, а кај несовесното работење на служба имаме мали казни, имаме скратена постапка, имаме предлог и така натаму, не се одлучило секој во своите действија да одговара и со тоа да се испорача брза и ефикасна правда и да се даде порака дека навистина секој ќе одговара за своето, но ќе одговара во рамки, ќе биде соодветна правната квалификација, туку тој конфекцијски решил да ги стави сите во едно дело и на тој начин да обезбеди и притвори и големи казни и така натаму, но тоа не ги задоволува потребите на правда. Добро, сепак да им дадеме шанса да видиме како ќе водат истрагата на крај. На крај немаме сознание, до што ќе ги доведе таа, се разбира во истрага може да дојде и до преквалификација, така? Апсолутно, апсолутно. На крај обвинението да биде сосема поинаку поставено. Апсолутно треба да им дозволиме и да поработат и да кажам дека внимателно ги следев изборовите на обвинителот, тој се користи со терминологија во оваа фаза, во овој момент, сега ќе биде вака, така да. Сега во врска со примерот со автомобилот, јас тие дилеми ги проверував, да речем, и со други правници. Тие велат дека кога се зборува за верижни пропусти, да, тоа е едниот можен пристап, но на пример, да предпоставиме брана, која што почнала да напукнува пред 15 години. Одговорните за браната секоја година во извештаите тоа не го прибележувале, но таа се повеќе таа пукнатина растала и во еден момент пукнала, предизвикала голема штета, имало последица. Да речеме, тука веројатно врската многу полесно може да се направи и со тој што бил пред 15 години одговорен и со тој што денес бил одговорен, така? Апсолутно. Значи тука имаме сега прашањето е само дали овој случај е поблиску до примерот со браната или до примерот со автомобилот што вие го спомнувате?
а за жал ние вака теоретизираме без да имаме доволно сознание, но што е право и обвинителот не на подпрашање на новинар не одговори соодветно рече, а кажа во суштина ништо не кажа. Сакаше, да. Па се надеваме дека ќе ги расчистат овие дилеми или во текот на истрагата ќе обрнат повеќе внимание, бидејќи поентата е секој да одговара, не е поентата да се заземе одмазнички став. Да. Сега, деталниот увид во наредбата за поведување на истражната постапка открива уште нешто друго. Тоа е дека, иако се зборува за верижни пропусти, од веригата на осомничени се исклучени актуелни директори, да речеме, на Државниот пазарен инспекторат, на Дирекцијата за заштита и спасување. Има прекинување на таа верига дури кај одговорноста и кај полициските службеници, да речем, на ниво на СВР Штип и на полициска станица од општа надлежност Кочани. Сакам да го видиме тој дел во однос конкретно на Државниот пазарен инспекторат, па ќе ви го поставам и конкретното прашање. Поранешен директор на Државниот пазарен инспекторат и 3 службени лица, инспектори, иако биле должни да вршат инспекцијски надзор, не ги извршувале своите службени должности и во период од 9.1.2020 година до 16.3.2025 година во ниту еден наврат не извршиле контрола над работењето на правното лице за да утврдат дали има важечка лиценца, дали ги исполнува пријавените минимално технички услови наведено во барањето за лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре и другите пропишани услови согласно закон, со тоа што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност. Јошевска, значи, на двајцата поранешни директори на Државниот пазарен инспекторат им се става на товар тоа што не направиле инспекцијски надзор во така нареченото кабаре во периодот од 9 јануари 2020 до 16 март 2025. Сега, независно што нема објаснување зошто тој период почнува токму од 9 јануари 2020 година, нема објаснување ниту зошто со истрагата не е опфатен актуелниот директор на Државниот пазарен инспекторат, иако обвинителството го зема предвид и периодот во кој тој директорува со таа институција. Дали овие дилеми се релевантни? Апсолутно се релевантни, покренуваат прашања, но она што е важно е дека на обвинителството му се сервираат информации од страна, значи тој поднесува барања, му даваат известувања. Сите институции во државната управа. На почетокот беше соопштено дека МВР има една општа наредба да приведува се за што смета дека може да биде поврзано со случајот. На друго мислам. Мислам дека во истата пресконференција таа пред 5-6 дена што беше, обвинителот кажа дека има централизирано тело, тоа се вика инспекцијски совет, и дека се обратиле со барања и од таму добиваат известувања за тоа кој какви должности имал и кој какви евентуални можни пропусти направил, бидејќи не може да се очекува обвинителството да знае се од управната постапка и се од управните надлежности кои ги имаат органите. И дозволувам да постои одговор на овие дилеми кои најверојатно инспекцијскиот совет ги анализирал, кој во рамките на своите надлежности од тој период до тој период направил некои пропуски, но ние ги немаме слушнато до сега. Ги немаме, па они на некаков начин процениле дека бидејќи тука стандардот кој е, знаел или можел да знае раководителот непосредно повисокиот, тој кој што ја раководи целата служба. Се надеваме дека во наредниот период, бидејќи истрагата ќе тече, можеби ќе добиваме повеќе сознание како што обвинителството ќе смета дека може да ги споделува, бидејќи нели знаете тоа е тајна. Министерството за внатрешни работи беше прашано конкретно да речеме за актуелниот директор на Државниот пазарен инспекторат, но конкретен одговор немаше од министерот на последната пресконференција, но да дозволиме се разбира да видиме. Сега тие одговори малце сугерираат на дилема за евентуална селективност или штитење и ги разбирам тие загрижености, и ги имам јас, но во оваа рана фаза се надевам
надевам дека не се и дека понатаму ќе добиеме соодветни образложенија, но навистина се загрижувачки и се дилеми. Може ли да се прогнозира дали ќе има проширување на истрагата и дали од искуство може да се проценува во колков период таа може да заврши? Има законски рок за трајање на истрагата и јас се надевам дека во рокот од 6 месеци тие ќе стигнат бидејќи најавија брза истрага. До сега, према екипираноста, тоа и го испорачуваат. Голем јавен интерес има за овој предмет и мислам дека дури и пред 6 месеци дека ќе завршат со истрагата, иако има обемни докази. А за тоа дали може да се проширува кон други лица, апропо и ова сега што го зборуваме, можно е. Не е исклучено. Зависно од тоа какви сознанија ќе добиваат, секако законски е дозволено и да исклучат лица и да вклучат лица, независно што биле претходно во наредбата вклучени. Ви благодарам што во оваа рана фаза од постапката решивте сепак да споделите дел од вашите согледувања, се разбира во функција на тоа истрагата да се одвива на начин на кој што сите сакаат и на крај сите одговорни да ја понесат одговорноста и да бидат казнати. Благодарам. Продолжуваме со емисијата. Државниот јавен обвинител во петокот соопшти дека од Министерството за економија до овој момент осомничени се поранешен министер, поранешен државен секретар, раководител на сектор, раководител на одделение и помлад соработник. Исто така беше соопштено дека првоосомничениот, а тоа е всушност вистинскиот собственик на така нареченото кабаре во Кочани, директно на осомничено службено лице вработено во Министерството за економија, му дал мито и обезбедил фалсификувана лиценца. За процесот на издавање на лиценците, евентуалните проблеми и најавените законски измени, разговарам со заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Добре дојдовте во 360 степен. Добре најдов. На почетокот сакам да изразам голема жал, тага, болка и секако сочувство до семејствата на загинатите и сите се молиме во овие моменти на Бога да сите оние кои што се во здравствените установи на лечење, оние повредени лица, што побрзо да се вратат кај своите семејства оздравени. Да, претпоставам дека нема човек што тоа не го посакува. Рековме од вашиот ресор, од актуелно вработени тројца се осомничени. Има осомничени поранешен министер, поранешен државен секретар. Дали МВР јавното обвинителство се уште кај вас или? Па видете, угостителството е дејност на Министерството за економија и труд и секторот за угостителство е токму дел од ова министерство. Од денот, односно вечерта настанот на овој трагичен настан во тој така наречен кабаре клуб Пулс, ако може да наречеме повеќе изгледа на мудбак отколку на кабаре, видовте и самите, тоа го покажа и снимките и од раните утрински часови се отворени вратите на Министерството за економија и труд и е максимална соработката на Министерството за економија и труд со истражните органи. Уште во неделата, иако е неработен ден, се обезбедени лицата вработени во секторот за угостителство и беа достапни за вработените за лицата испратени од МВР и обвинителството, каде што дава искази, се прибираше комплетна документација, значи одземена е архивата во однос на издавањето на лиценци за кабаре, ноќен клуб, диско клуб и сите оние лиценци кои што подлежат за издавање од страна на секторот за угостителство, подигнати се сите компјутери, регистрите, се она што е документи и папирологија. Ние и понатаму максимално ќе се работуваме, бидејќи нашата интенција и како Министерство за економија и труд и како влада е да бидат извадени сите докази на виделина, се она што може да се земе и подигне од Министерството, да биде во интерес на самата истрага, да овој случај биде доведен до крај и да бидат осудени максимално виновниците. Милост нема да има према никој, верувајте. И да напоменам, само да завршам мислата, дека
Токму така е неселективно ова, да речам, истражување, затоа што гледат и самите од Министерството за економија и труд се приведени и сегашни и бивши функционери. Приведени се бившиот министер Бектеши, државниот секретар во тогашното Министерство за економија, нели, сега економија и труд. Приведен е државниот советник, исто така приведен е вработен, кој што имал звање советник и ги работел тие лиценци и мислам дека заменик раководител на секторот за угостителство и тука мислам дека нема да заврши истрагата, продолжува и понатаму. Ние и понатаму максимално ќе соработуваме затоа што вистината треба да излезе на виделина и еднаш да се стави крај. Алудирате на тоа дека може и други вработени во министерството да бидат опфатени со истрагата? Видете, секогаш сомнажите постојат. Ние не можеме да кажуваме во интерес на истрагата, не можам да давам мои лични заклучоци и мислења. Тоа ќе се го направи самата истрага, обвинителството. Исто така Министерството за внатрешни работи. Може меѓутоа да кажам дека навистина од она што гледаме во Министерството имаме темелна истрага во однос на овој случај и од Министерството за внатрешни работи и од страна на надлежното обвинителство. Една дилема, дали може да ја расчистиме, бидејќи не е јасно до крај во јавноста, сомнежите дека е дадено мито се однесуваат на вработен во Министерството за економија или на поранешниот државен секретар? Па видете, и поранешниот државен секретар е вработен во Министерството за економија на труд. И актуелен вработен? Актуелен вработен, да, актуелен вработен во овој период. Видете, тоа се сепак работа на истражните органи, постои и принципот на презумпција на невиност, значи не можеме се ние од овој аспект да тврдиме. Меѓутоа, ако е тоа навистина така, тоа е една страшна и, да речам, шокантна вест за сите нас, пред се и за луѓето од Министерството за економија и труд, ако имало една таква коруптивна практика во минатиот период во издавањето на овие лиценци, дозволи за работа на овие ноќни клубови, кабарина, дискотеки и така натаму. По смената на власта во јуни 2024 година, дали имавте некакви индиции дека нешто не е во ред со процесот на издавање лиценци? Видете, ако имавме индици, сигурно ќе беа известени надлежните органи. Немавме индици, тоа за нас представуваше голем шок од после овие сите случувања кога увидовме какви се пропусти се имаат правено. Ова влада и ние фактички како министри заменици добивме доверба од граѓаните да расчистиме една за секоја со корупцијата која што е навистина присутна во секој сегмент на живеењето. Можеби нашите индици, не само за ова министерство, нашите индици како нови функционери и во сите, да речам, институции на власта се дека можеби имало порано коруптивни дејствија, тоа ќе покаже и нината и идниот период. Вие можеби се фокусиравте на енергетика, не толку на угостителство. Меѓутоа да ви кажам дека ова министерство е едно од министерствата која доживеа најголема трансформација. Токму трансформација имаме и во секторот за угостителство и туризам, дел од вработените заминаа во туризам, останаа само овие вработени сега кои се во процес на истрага, а тоа е секторот за угостителство. Од она што го имаме слушано неформални разговори дека треба навистина да посвети понатаму обвинителството големо внимание Министерството за внатрешни работи, финансовата полиција во издавањето буквално на сите лиценци, не само во министерството, туку и оние сектори кои замина надвор од министерството, посебно онаму каде што имало, да речам, и големи пари за издавање лиценци, тоа се во областа на енергетиката, минералните суровини и така натаму. Меѓутоа, ова не сакам да го кажам како оправдување, едноставно сакам да кажам дека ние како министерство пред неколку месеци министерот за економија господинот Дурмиши излезе пред медиумите со некои детали во однос на прекршување на законската регулатива токму во областа на прекршоците израчени од страна на пазарната инспекција, меѓутоа медиумите за жал не дадоа многу голема важност бидејќи тоаш беа оптоварени со други теми, цени, животен стандард, плати и така натаму. И само да објаснам дека во тој дел каде што се изрекувани казни од страна на пазарната инспекција во минатите периоди имаме застарување на многу предмети каде што државата е оштетена можеби 2 милиони евра. Можеби дел од тие предмети се поврзани и со издавањето на лиценци и издавање на
парични казни на овие клубови, тоа треба да си го провери обвинителството. Исто така, од она што ние како информација лично ги имаме собрано доста документи кои што се спакувани во папки и однесени во финансовата полиција, врз база на нашите информации од претходно работење на други сектори. За жал не сме дошле до секторот угостителство и требаше да се случи овој немил настан за да почне на комплетна истрага и во тој сектор. Финансовата полиција веќе беше присутна во повеќе наврати во Министерството за економија и труд, каде што имаше информативен разговор и собирани документи во однос на други процеси кои се одвивале за министер. И да кажам, многу битен факт, дека во 2022 година ДКСК, Државната комисија за спречување на корупција, има побарано од Министерството за економија тогаш, од Министерството за внатрешни работи и од пазарната инспекција, поради сомневање во издавање на таквите лиценци за ноќни клубови, дискотеки и овие кабареја, така наречени низ Скопје, по пријава на граѓани, правни лица и така натаму, се сомневале во веродостојноста на издавањето на такви лиценци. Беше јавно објавено до какви заклучоци стигнала ДКСК. Дека се издавани само платни налози, воопшто не се затварани, иако наидувале и понатаму зошто треба да се испита продолжила таквата практика на однесување издавање на такви на терен практично лиценци. Затекнувале ситуации во кои што тие немале лиценци, наместо да ги затвораат, тие им издавале само платни налози. Така, апсолутно. И тука треба да се испита зошто е тоа игнорирано. И да кажам дека истрагата нема да заврши тука. Истрагата е проширена и во сите институции кои имале надлежност, не само Министерството за економија и труд. И од она што можеме да го видиме како јавност, истрагата е доста комплексна, доста е транспарентна, се известува секојдневно јавноста во однос на истрагата, исто така не е селективна и исто така истрагата има некои дилеми, тоа не е ваша надлежност, например, зошто актуелниот директор на Државниот пазарен инспекторат не е опфатен со истрагата, зошто актуелниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување не е опфатен, зошто таа верига на пропусти за кои што зборува обвинителството не ги опфаќа актуелните полициски. Да, слободно поведете. Директорот е 3,5-4 месеци директор на Државниот пазарен инспекторат. Пазарната инспекција, трудовата инспекција, бар оние кои се во наша надлежност, се надевам и другите инспекторати кои се во надлежност на другите, имаат годишен план и програма за работа во однос на извршување на инспекцијски надзори во различни делови во доменот на надлежност и законите кои што тие ги практикуваат. Меѓутоа, од она што можеме да го видиме, нити во пазарната, нити во трудовата инспекција, она што е наша надлежност, претходните 3-4 години воопшто не биле внесувани во план за работа инспекцијски надзори токму на вакви ноќни клубови, дискотеки, кабареја. Конкретно со тој мудбак, да го речам, кабаре, плюс во Кочани, пазарна и трудова инспекција немало од 2000, ако не се лажам, 21-22 ама знаете како, например, Анета Симеска-Димовска, исто така била година и нешто директорка. Зошто таа е опфатена со истрагата, а не и актуелниот директор, кој што да, точно е 4 месеци е директор, ама каде е границата? Да, меѓутоа во планот за идни инспекцијски надзори, кој што треба да биде доставен до ноември месец, и кој треба да спроведе од јануари, се предвидени токму тие истражување односно инспекцијски надзор, токму на тие лиценци кои се однесуваат на ноќните клубови, кабареја, дискотеки и сите угостителски објекти за тековна 2025 година. Сега, веќе беа лоцирани веројатно и системски проблеми во законот за угостителска дејност, начинот на кој што се стигнува до таа лиценца. Измената на законот е направена во 2008 година со така наречената регулаторна гилотина во времето на претходната влада на ВМРО ДПМНЕ. Веројатно намерите биле побрзо да се доаѓа до лиценца заради економски причини, предпоставувам, економски напредок, но во пракса се покажало дека тоа е слаба точка. Видете, точно е тоа дека 2008 година до 2008 по друг принцип имало на отворање на вакви угостителски објекти, посебно на издавање на лиценци за кабареи, на ноќни клубови, дискотеки и така натаму. И била многу поригорозна. Во тој проект на Doing Business и таа регулаторна гилотиња, може би била добра намерата на тогашната влада да го олесни бизнисот, бидејќи Македонија беше соочена со голема економска криза, невработеност и така натаму, со цел да може да се инвестираат, отворат нови бизниси. Меѓутоа,
Јас мислам дека сите бизниси не требало да бидат опфатени со тој закон и тој член од законот со олеснување, бидејќи сепак станува збор за ноќни клубови, дискотеки, кабарина, каде што има и голем број проблеми, знаете, во нивното работење, требало малку по ригорозни услови да постојат во сето тоа. Од сега она што го имаме како законска регулатива, едноставно странката треба да поднеси барање со уплатен налог дека уплатиле толку и толку средства предвидени во законот за кабаре, дискотека, ноќен клуб, и исто така да поднесат 5 документи кои што ќе бидат приложени до секторот угостителство во рамките на Министерството за економија и труд, а тоа се следниве документи. Прво, потврда за впишување во трговскиот регистар од страна на централниот регистар на самата фирма. Второ, исто така треба да се приложи одлука на советот на општината за висина на доместокот кој што е каде што функционира тој клуб, дискотека и така натаму. Исто така многу битен документ, а тоа е пријавата на самата странка за исполнување материјално-технички услови. Исто така известување од Министерството за внатрешни работи за во однос на јавниот ред и мир и безбедноста, сообраќајната безбедност на самите тие објекти и секако уплатница од 50 денари. И сето било оставено со овој закон и членот закон на совесноста на странката која што пријавува и оставено било на совесноста на вработените во секторот угостителство, во веродостојноста на тие документи во издавање на дел од новинарите отворија следната дилема за таа одредба од членот 21 која што вели службеното лице од органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството. Да, тоа е после тие овие членови, која ја води постапката по службена должност ги привалува доказите од ставовите 2 точките 1, 2, 3, 4 од надлежниот јавен орган во рок од 3 работни дена. Сега, дилемата што новинарите ја отвораа е дали ова подразбира евентуална проверка на тоа што самата странка го тврди во изјавата во која што ја пополнува, која што тврди дека ги исполнува минималните технички услови. Видете, има различни објаснувања и дилеми, сепак тука во тоа толкување ќе треба обвинителството. Но во пракса не се правило тоа. Па мислам дека не се правило до нашо ги имам сознание, меѓутоа еве сега да не јас кажувам моје мислење, тоа ќе си го утврдат истражните органи и доколку има било какви пропусти и повреда на законите, на законската процедура во издавање на тие лиценци, нема да има милост према никој кој што бил вклучен во тој процес на издавање на лиценци на овие. Сега веќе е најавена промена на законот, во која насока ќе одат тие промени? Па видете, за жал требаше вака да се случи ваков трагичен случај да се промени законот, можеби требало и порано. Мене ми е навистина многу жал и треба сите како граѓани на Република Македонија да се потрудиме да ова држава еднаш стане правна држава и да функционира правото и законот. Знаете дека е ерозиран цел систем во однос на закон и не е само проблемот во Министерство за економија. Буквално во сите институции, и во поглед на истрагата за овај кабаре клуб Пулс во Кочани која зави цела Македонија во црно, гледате дека има пропусти буквално во сите институции, едноставно дали тоа било установена пракса, дали намерно, ненамерно, дали било предмет на корупција и така натаму ќе се истражуваат органите. Иначе имаше заклучок од влада, сите овие надлежни министерства и институции да направиме комплетна анализа на членовите од законите, посебно законот за угостителство и да донесеме одредени заклучоци кои ќе бидат разгледувани и врз основа на тоа ќе се направат многу поригорозни критериуми во однос на давање лиценци на вакви клубови. Тие критериуми нема да бидат оставени на совеста на вработените или совеста на странката. Едноставно ќе треба стручни лица, тоа ќе треба да биде посебен орган према нас, кој што ќе биде составен од повеќе институции, во кои ќе бидат вклучени исклучиво луѓе професионалци во својата област и на лице место технички ќе ги проверуваат сите минимално технички услови и други потреби за да може да биде отворен тој клуб. Што ви е планот? Ќе формирате работна група некаква која што ќе работи на измени? Па видете, се гледат, формирана е веќе работна група ги разгледува тие заклучоци и треба да имаме и конкретни промени на законот за угостителство кои ќе предизвикат и голем број промени и на други законски регулативи кои што се надлежност на други институции и министерства, меѓутоа и треба голема промена на голем број подзаконски акти, правилници и така натаму да се прецизираат. По мое
Значи, пред да биде отворен некој ноќен клуб, кабаре и така натаму, треба сепак да има претходно еден комплетен записник и истражување од страна на Државниот пазарен инспекторат, од страна на Трудовата инспекција, УЈП, МВР, општината. Тука би офатил општината, треба да има исто така голема улога посебно урбанизм, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за транспорт и врски. Секако тука и противпожарната заштита треба да се разгледува од секој аспект и врз база на тој документ каде што ќе биде ставен личен подпис од сите овие професионалци, да после тој документ влези во процедура во секторот за угостителство да го разгледува, да не се остава на совесност или на можност за корупција, криминал, изигрување на законот во носењето на такви лиценци за ваквите клубови и угостителските објекти. Благодарам што бевте дел од 360. Благодарам и на вас. Во третиот дел од емисијата за текот на лекувањето на повредените во трагедијата во Кочани, капацитетите на македонскиот здравствен систем и дали на земјава и треба специјализиран центар за третирање изгореници, ќе разговараме со примариус доктор Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, директорка на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Докторке, благодарам што сте дел од 360 степени. Првото прашање до вас би било колку мина имате на клиника кај вас во моментот хоспитализирани? Прво може да изјавам сочувство на сите на фамилиите каде што ги имаат каде што почина децава кои што беа затворени на некој начин во диското. Кај нас моментално се 6 деца, од кои што веќе 3, сега само што се слушнав пред да влезам во студио, ќе се пуштаат дома, имаат добри токсиколошки анализи. Веќе преврските треба, да кажам, на 2-3 дена, не се за секојдневна преврска. И тоа е веќе договорено како за понатамо ќе биде нивниот третман. И остануваат уште 3, кои што ќе видиме дали утре, дали во текот на наредните денови ќе бидат препратени дома, се зависно од токсиколошките анализи кои што им се прават скоро секојдневно за да видиме дали може да ги пуштиме дома. Но тоа не значи дека ќе останете без работа со повредените, бидејќи најавено е враќање на дел од повредените од странство и веројатно дел од нив ќе бидат хоспитализирани кај вас. Значи веќе има најава за отпуштање од странство, дека првите, мислам, во среда ќе почнат да пристигнуваат. Од среда па натаму веќе ќе ги очекуваме. Мислиме дека првите кои што ќе пристигнат се тие кои што беа полесно, релативно полесно повредени, односно последните кои што ги испративме во странство. И полека ќе се враќаат, доколку бидат стабилизирани, веќе се враќаат кај нас. Тие ќе бидат првично хоспитализирани, дали 1-2 дена, зависно од нивната состојба каква е, доколку има потреба, значи доколку има поекстензивни изгореници, ќе останат и подолго за лекување кај нас на нашата клиника. За какви повреди главно станува збор кај тие луѓе? Значи тоа се опекотини од 2-3 степен. Значи најчесто опекотините се на глава, врат и на рацете. Значи најголемиот дел кој што бил изложен на термичкиот агенс. Првично што беа, значи кога се јавија сабајлето утрото во неделата, значи тоа што го видовме беа, да кажам, брза евалуација на степенот на изгореници, многу малку беа од полесен степен. Најголем дел од нив беа 2 и подлабок и 3 степен на изгореници. Што тоа веќе се покажува за веќе со понатамошните преврски кои што ги имаме ние кај нас, кај пациентите. Дали имаат изгореници на дишните патишта? Кај сите беше направено и бронхоскопија, каде што се најдоа и изгореници и налепи од некој материјал по самите дишни патишта и плюс токсиколошкиот дел, значи вдишувањето на јаглерод моноксид, мислам дека делувало уште
полошо и од самите изгореници на тие пациенти. Практично беше соопштено дека жртвите дека починале како не од резултат. изгореници, него од загушување од јаглеродниот моноксид. Сега, каков е текот на лекувањето кај овие луѓе? Слушаме, да речеме, секој ден се зборува дури за трансплантација на кожа и така натаму. Што се следните етапи од лекувањето? Колку е сложен тој процес? Малку посложен. Значи, не, што викам, излеговме храбри и одлични на првиот предизвик што го имавме, тоа беше утрото во неделата. Са Бајле, каде што се екипиравме, ја дадовме првата помош на сите преживеани деца да бидат уште живи. Значи се даде соодветна терапија, соодветен третман во тие први часови од повредата и од настанот, за кој што сме сите благодарни. Јас сум благодарна на целиот мој тим, на цела, значи и медицински и немедицински персонал кои што беа присутни на клиниката, да не кажам за пола сат, веќе 70% беа на работни места. Тоа лечење, значи, ќе трае подолго. Месеци или години? Месеци и години, ради тоа што подлабоките изгореници не е само трансплантацијата на кожа која што ќе се направи во првите денови или во, да кажам, понатамошниот третман, него и лузните и што остануваат на тие места, може да предизвикаат одредени контрактури на кожа, контрактури на зглобови. Значи и физикалната терапија тука е многу важна да работи заедно со нас за да имаме подобри и понамалени компликации од овие екстензивни повреди или изгореници, да ги кажем. Бидејќи на вашата клиника се работи и естетска хирургија, дали медицината е доволно отидена напред за овие млади луѓе, кај овие млади луѓе да не останат последици кои што ќе им се влечат низ цел живот и ќе ги фрустрираат во секој невието, да речам? Секако дека ние и до сега ги работевме. Значи само што тие беа спорадични случаи кога ние сме ги имале еден, двајца, значи ваков налет на изгоретини од 140-130 наеднаш, мислам дека нема никоја земја добиено. Ќе има малце поголеми, да кажам, подолгорочни третмани на тие пациенти, но секако дека естетиката веќе сме up to date, да кажам, веќе у повисок дел, каде што и решавањето на тие компликации би било на ниво, на светско ниво, со нивните стандарди, пошто има протоколи по кои што и ние одиме, како се целиот свет, има протоколи за изгоретени, така да и ние ги следиме тие протоколи и сме во тек со све. Што и светот го има и ние го имаме. Да, тоа сакав и да ве прашам. Дојдоа колеги, да речем, од Израел, беа јавно експонирани како тим, од Чешка, од некои други? Дојдоа, значи најпрво дојдоа од ВМА. Така. Ради тоа што не се знаеше колку од деца од Србија, мислите? Од Србија, од Србија, извинете. Да, не, слободно. Да, од Србија дојдоа колегите, значи со тим од пластични хирурзи, анестезиолог, тоа што е најпотребно при такви катастрофи. Чисто никој не знаеше дали ќе останат тие деца кај нас или ќе успееме да ги препратиме во центрите што се во околината. Најпрво не ги прифатија, значи околните држави, да кажам. Моето прашање беше во таа смисла, во таа комуникација, што е вашето сознание? Каде е нашиот здравствен систем во споредба, да речеме, со здравствените системи, знаењето на докторите од тие земји кои што дојдоа да ви помогнат? Знаењето не можам да кажам дека беше помалку на нашите, баш можам да кажам и поголемо во одредени случаи, пошто ние без никакви вежби за вакви катастрофи ние направивме преубава селекција, значи предобра организација во најситните часови, да кажам, во најраните часови на несреќата, за да може да се селектираат пациентите кои што треба да излезат и на кои што им е потребна интензивна и нега
и кај што ќе имаат соодветна нега, пошто ни еден од центрите не прифати 150. Да. Сите прифатија по 3, по 5, по 10, за да може да им дадат соодветна медицинска нега. Има ли лекови, апаратура што можеби вие ја немате, а ја донесоа со себе? Не скоро него све имавме, што нив им требаше, тоа што побараа све добија. Ние ги работевме пациентите, значи они ни беа само супервизори за тоа што ние го правиме и затоа бевме пофалени. Мислам дека кај сите беа изненадени од начинот и пристапот и третманот кој што ние го нудиме на нашите пациенти овде во Македонија. Може би делумно веќе го дадовте одговорот на тоа прашање, но еве и да го поставам. Дали мислите дека беше донесена правилна одлука со тоа што беше решено дел од пациентите да бидат префрлени на лекување во странство? Мислам дека подобро и не можеше да биде, пошто кога почнаа да доаѓаат, наеднаш дојдоа 30 пациенти за 2 часа, мислам 30-35 пациенти, кои што нагло влошуваа. Капацитетите ние ги имаме, но немаме, не знаевме колку уште ќе треба да дојдат кај нас, пошто не знаевме колку точно изгорени има, дали тие се уште има некој преживеан во Кочани кој што исто ќе биде префрлуван кај нас. И мислам дека одлуката за надвор да бидат однесени децата, тоа им е шансата за да може да останат живи, да може да им се даде соодветната нега на секој посебно во повисок степен. Пошто наеднаш сите ние дававме прва помош и таа прва помош нив ги спаси за да може они да одат и понатаму и да бидат и да преживеат и да може да стигнат до тие центри. Дали секој пластичен хирург знае да третира изгореници? Прашањето е, повеќе во смисла на тоа дека знаеме дека субспециализирате во одредени гранки, или па може ли секој пластичен хирург да го прави тоа? Тоа е и основата на пластичната хирургија, значи не е само естетиката како што повеќе тоа ја гледаат. Естетиката е нов тренд, но секој пластичен хирург прво поминува специализација која што е од реконструктивен дел, третирање на карциноми, третирање на опекотини, третирање на дефекти, микрохирургија, реконструкции на дефекти, од опекотина, од други повреди, така да секој хирург кога веќе ќе стане, ќе ја добие лиценцата за пластичен хирург, он е веќе со знаење за како тоа све треба да се третира. Не е тајна, лекарите се суетни луѓе, сите сме суетни на овој свет, се разбира, помалку или повеќе успеваме да ја контролираме суетата. Прашањето за специализиран центар за третирање изгореници беше повеќе пати отворено во изминатите неколку дена. Историски погледнато во земјата имало еден во поранешната воена болница, потоа во поранешната градска болница, односно сега болница за хируршки болести. Според вас, треба ли специализиран центар за изгореници? Тој муабет беше и уште пред Нова година, можам да кажам, кажано, за одредени некои третмани, како, што би можело да се направи. Но тоа и да го имавме во моментот, значи ние можевме 4-5 души да прифатиме. Најголемиот центар за изгоретини е во Прага, и тоа е на ниво на Европа, имав само 50 кревети. А ние имавме 135 пациенти кои што дојдоа со изгоретини, кои што треба да се третираат. Така да и во Прага да беа, значи немаше сите да може да бидат прифатени и да имаат соодветна нега каква што им е потребна. Така да и со тој центар ние само би можеле потешките, само 4-5 потешки да прифатиме. Другите сепак би требало да бидат третирани надвор до стабилизирање на нивната состојба, а веќе понатаму, кога веќе се стабилни, не е проблем да бидат третирани и кај нас. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам уште за многу поканата. работа и според ова што го кажавте, се надевам ќе има многу успешни исходи. Се надевам и јас и ви благодарам и вас за поканата и се надевам дека сега најважно е и трпението на сите нас и на пациентите кои што се преживеани, дека ќе имаат одлична медицинска грижа, само трпението ќе биде тоа кој што ќе треба да биде взаемно.
Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тука завршува ово издание на 360 степени. Ви закажувам нова средба в четврток во 20:15.